Почитувани пријатели, ви посакувам Божи благослов. Преку оваа видео проповед сакам да ви пренесам поздрав и Бог нека ве благослови сите во слушањето на Божјото дело на спасение. Сакам да се заблагодарам и на Христијанската црква Божи глас од Скопје, Бог да ги благослови сите верници во оваа црква. И нормално сите верници во цела Македонија, па и пошироко. Апостол Павле вели: вашиот плод е светост, а крајот вечен живот. Сакам денеска да зборувам на тема светост, покаяние, вера и наново раѓање. Апостол Павле во Римјаните 6 глава 19 стих продолжува и вели: зборувам по човечки, заради слабоста на вашето тело, како што некогаш ги предадовте вашите членови да им служат на нечистотата и на беззаконието за беззаконство, така сега предадете ги вашите членови да и служат на правдата за осветување. Тоа е запишено во Римјаните 6.19. Павле зборува за слабоста на телото. Нема дилема дека искуството на секој христијанин е такво, какво што го читаме и слушаме во овој стих. Телото е навистина слабо. Тоа постојано влече назад, сака да греши, да се глупира, да му се удоволи по секоја цена и да ги прави дури оние нешта што му се забрануваат и да не се придржува според Божјата волја. Едноставно речено, телото, тој саркс или месо, го сака тоа што го наследи од Адам и од Ева, да греши. Понекогаш и по многу години некој верник ќе направи такви грешки и глупости, какви што ги правил кога бил безбожник. Но, благодарение на Божјата благодат и Светиот Дух, бидејќи има нова природа, тој брзо ќе се покае и ќе жали и нема да остане во гревот. Што треба да направи прво човекот, за да не остане во гревот и Бог да му дава сила? Да се покае. Покаяние не значи дека треба да сториш се од себе, за да го отстраниш сиот грев во твојот живот, преку аскетизам, преку постови и така натаму. Дури човекот и да се обиде така да направи, не може да се ослободи целосно од гревот. Но што значи покаяние? Покаяние значи дека грешникот е свесен за неговиот грев и е запознаен со Божјата милост преку Исус. И врз основа на тоа што го знае, тој се свртува од гревот кон Бог и го бара Бог. Покајаниот грешник го мрази гревот од цело срце и се гнаси од него. И има огромна желба да живее послушно според Божите правила, според Божите норми и заповеди. Нема спасение без покаяние. Кога Исус почна да проповеда, неговите први зборови беа овие: покајте се, зашто се приближи небесното царство. Матеј 4 глава 70 стих. Писмото понатаму ни вели дека Бог сега редом им заповеда на сите луѓе и на секаде да се покајат. Тоа се зборовите на апостол Павле во Дела на апостолите 17 глава 30 стих. Покаяние значи повеќе од жалење за твојот и мојот грев. Можно е да жалиш за маќите и стресовите, што ги предизвикал гревот кај тебе, без да помислиш што му сторил твојот грев на Бог. Сиот грев е против Бог. Гревот му е краде на Бог честа и славата, и затоа Бог не сака ние да грешиме. Вистински покајан грешник жали повеќе за ова последново, отколку за било што друго. Тој не сака да го навреди Бог. Тој сгрешил против Бог и го знае тоа, и тоа му представува проблем. Дејството на Светиот Дух во грешникот предизвикува промена во неговиот став кон Бог и Божите права на неговиот живот.
Гревот е виден онаков како што е на вистина, не само како недостаток, туку и како постојана состојба на бунт против љубовта, грижата и праведниот авторитет на светиот Бог. Значи, она што води кон вистинско покаяние е ова ново сваќање на Бог и твојот личен грев. Кај покајаниот грешник се јавува голема желба за раскинување со минатото и живење во иднина само за да се задоволи Бог и неговата слава. Тоа е покаяние, накусо речено. Потоа имаме вера. Придружник секогаш на покаянието е верата. Верата не оспособува да веруваме не само во постоењето на Бог. Мнозина така веруваат дека Бог постои. Но вера и во Божјата љубов и неговата простувачка милост, која тој ја нуди преку Господ Исус Христос. Да се има вера во Исус Христос, очигледно значи дека пред тоа си бил запознаен со Евангелието. Си го слушнал и до известна мера си го разбрал неговото учење. Но тоа не е доволно да ја спаси твојата душа. Верата која спасува напредува од интелектуалното прифаќање на одредени факти со вистинска доверба во Христос и во она што тој го направи заради тебе и твоето спасение. Верата е одговор на срцето и умот, до Спасителот за кого Евангелието ти кажува. Верата не е слепа, таа не е чекор во темнина. Верата почива врз солидна основа, а тоа е личноста на Исус Христос. Ти веруваш, но што веруваш? Што веруваш ти? Ова е многу важно. Како прво, веруваш дека Господ Исус Христос е Бог. Зашто е напишано? Бог беше зборот. Исус Христос се воплоти и зборот стана тело. Тоа е запишано во Јован 1 глава 1 стих и 14 стих, каде што се опишува Христовото воплотение. Второ, ти веруваш дека тој умре за твојот грев. Тој ја даде душата своја за откуп на мнозина. Во Матеј 20 глава 28 стих. Христос, кој ме засака и себе си се предаде за мене, пишува апостол Павле во Галатјаните 2 глава 20 стих. Трето, ти веруваш дека тој е единствениот Спасител. Исус рече: Јас сум патот, вистината и животот. Никој не доаѓа при татко ми, освен преку мене. Јован 14 глава 6 стих. Четврто, ти веруваш дека тој сака да те спаси. Исус вели: дојдете при мене сите изморени и обременети, и јас ќе ве успокојам. Петто, ти веруваш дека без Исус нема надеж за тебе. Јован вели: а сведоштвото е тоа дека Бог ни дарувал живот вечен, и тој живот е во неговиот Син. Кој го има Синот Божи, тој го има и тој живот. Кој го нема Синот Божи, го нема тој живот. Писмо од апостол Јован, 5 глава, 11 стих. Верувајќи во овие вистини, ти доаѓаш пред Бог во покаяние, наполно уверен дека тој е силен и да го изврши она што го ветил. Римјаните, 4 глава, 21 стих. Тоа што Бог го ветува, го исполнува. И со вера во Господ Исус Христос го замолуваш Бог да ти го прости сиот твој грев и да те очисти со скапоцената крв на Спасителот Исус. Го правиш ова верувајќи во ветувањето дека на сите што го примија, на сите што веруваат во Неговото име, им даде власт да станат синови Божи, кои не од крв, ни од поход телесна, ни од поход машка, туку од Бога се родија. Евангелие според Јован, 1 глава, 12 и 13 стих. Сега го употребивме зборот од Бога се родија. Кој е условот за влез во Божјото царство? Ти се каеш,
веруваш и тоа те прави да бидеш наново роден христијанин. Зборовите на Господ Исус Христос се јасни. Без наново раѓање никој не може да го наследи Божјото царство или да го види. Не треба да се помисли ни најмалку дека човекот може и без наново раѓање да се провлече во Божјото царство. Само ако има некое елементарно познавање за Исус, христијанството, или ако е припадник на некоја црква што е смета за исправна. Тоа е погрешно. Мнозина имаат своја лична представа за влез во рајот и затоа не се замараат со прашањето за наново раѓањето. Погледнете вие во оние традиционални цркви, дали таму се проповеда за наново раѓање. Таквите сваќања секогаш имаат последици, кои го одвлекуваат човекот од суштината, бидејќи не се заснова на Божјото откровение. Евангелието според Јован го опишува многу јасно патот кон небото. Накусо ќе дадам објаснување за наново раѓањето, што сметам дека ќе има полза за сите слушатели, за сите нас. Што значи да бидеш наново роден христијанин? Библијата го дава вистинскиот одговор. Во Јован 3 глава од 1 до 21 стих. Прочитајте го тоа. Таму се зборува за разговорот на Исус Христос со познатиот еврејски учител Никодим, кој бил член на Синедрионот, тоа е врховното тело на евреите. Таму се вели вака, Исус му рече на Никодим: вистина ти велам, ако некој не се роди од озгора, не може да го види Божјото царство. Потоа Никодим го прашува, како може човек да се роди кога е стар? Може ли повторно да влезе во утробата на својата мајка и да се роди? Тоа не е глупаво прашање, туку тој бара разјаснување на она што Исус му го рече пред тоа. Исус му е расветли оваа вистина со зборовите. Тоа што е родено од тело, тело е, а тоа што е родено од дух, дух е. Затоа не чуди се на ова, треба да се родите одново. Или повторно. Зборот повторно роден или наново роден буквално значи роден од озгора од небото, од Бог. Никодим имаше духовна потреба, бидејќи неговото срце не беше препородено, иако имаше познавање на законот, искуство во законот, беше главен во Синедрионот и така натаму. Раѓањето од озгора е Божјо дело, независно од човекот и неговите способности или познавање на нештата. Има многу такви стихови кои укажуваат на потребата дека секој човек треба и мора да ја прифати оваа вистина ако сака да влезе во Божјото царство. Например, апостол Павле во посланието до Тит вели: не спаси не врз основа на праведните дела што ние сме ги направиле, туку не спаси по својата милост преку капењето на новораѓањето и обновувањето на Светиот Дух. Тоа е запишено во Тит 3 глава 5 стих. А апостол Петар, малку со поинакви зборови, а се однесува за истата работа, вели: благословен да е Бог таткото на нашиот Господ Исус Христос, кој по својата голема милост, преку воскресението на Исус Христос од мртвите, не роди одново за жива надеж. Од овие стихови, само од овие стихови, може да се согледа дека наново раѓањето е единствен начин за влез во Божјото царство, бидејќи само преку него се станува Божјо дете. За сите наново родени христијани апостол Павле ќе рече: кој е во Христос, тоа е ново создание. Старото помина, ете се стана ново. Зборуваме не за поправка, зборуваме за целосна обнова, ново создание. Нешто што никогаш како никогаш да не постоел, а сега постои. Тоа е потполно ново создание. Се поставува прашањето: зошто човекот треба да се роди повторно или од озгора? Павле го опишува неверниот човек кој живее без Бог дека е мртов во своите гревови. Тој предочи на црквата во Ефес дека порано
додека не биле верни, живееле во смрт. Тој вели вака: и вас, кои бевте мртви поради вашите престапи и гревови. Ефесјаните, 2 глава, 1 стих. А во Римјаните, писмо до Римјаните, ја истакнува генерално човечката позиција пред Бог дека сите се грешници и немаат Божјо достоинство или не ја заслужуваат Божјата слава. Грешниот човек е мртов. Тој може да уживее само преку Христос и преку неговиот свет дух. Како може мртов човек да уживее? Павле вели: по благодат сте спасени преку верата. Тоа не е од вас самите, туку Божи дар, не е од дела за да не се пофали некој. Ефесјаните, 2 глава, 8 стих. Кога некој ќе ја прифати Божјата благодат, тој ќе добие духовна обнова и нов живот. Затоа пак ќе го цитирам стихот што Павле го рече: ако е некој во Христос, тој е ново создание. Старото помина, ете се стана ново, што значи воскреснал од мртвите. 2 Коринтјаните, 5 глава, 70 стих. Ова искуство може да стане твоја реалност уште денес. Зашто на сите тие што ќе поверуваат во Божиот Син, во Исус Христос, тој им ветува дека со овластување ќе станат Божи синови и ќерки. Новиот живот ќе се манифестира во сите области на твоето живење. Во семејството, на работното место, во црквата, насекаде. Денес имаш прекрасна можност за овој нов подвиг. Можеш да се помолиш со неколку реченици. Господе, јас знам дека сум грешник, јас заслужувам праведна казна, но ти благодарам што Исус Христос, твојот возлюбен син, ја зеде мојата казна врз себе, така што преку вера во него можам да ја избегнам и да ми биде простено. Затоа ти се молам и ти се доверувам тебе и спаси ме од проклетството на гревот и на смртта. Ти благодарам за твојата прекрасна благодат и за твоето милостиво простување и што во името на Исус Христос ми подаруваш вечен живот. Амин. Кога така ќе се помолиш, Бог ќе действува во твојот живот. Ќе работи со Светиот Дух ако го имаш и ќе бидеш навистина ново создание. Исус Христос за сите луѓе вели вака: тој што ќе дојде кај мене, нема да го отфрлам. На Господ Исус Христос нека му е слава за неискажливиот дар што ни подари можност да се наново родиме. Преку наново раѓањето тие имаат нова природа, духовна, пневма, дух, која им е даден од Бог преку Христос и се во постојана борба со грешните желби на телото. Тие понекогаш се изморуваат од борбата во нивната внатрешност и се чувствуваат немокни, но често пати или речиси секогаш се чувствуваат херои, кога знаат дека многу грешки и гревови што ги правеле во минатото, сега веќе не ги прават, ниту пак помислуваат да ги прават. Павле вели: вие некогаш, што е минато време, живеевте во нечистота. Вашите членови, органи, раце, нозе, уши, очи и севкупниот живот беа во служба на беззаконието кое произведува беззаконие. Еден грев влечеше друг грев, еден престап, друг престап и се така во недоглед. Павле ги советува верните да не ги употребуваат сега своите органи како порано кога ги употребувале во служба на гревот. Сега секој орган со новата духовна природа треба да биде насочен кон правдата и светоста. Зошто не би ги послушале овие совети на апостолот, кога знаеме дека ќе вродат изобилен плод, кој ќе ги направат христијаните многу посреќени, задоволни, во време кога насекаде владее неправда и криминал, себичност и секакви зли појави. Тоа е голема чест, што Бог те удостоил да бидеш Негова духовна алатка за извршување на Неговата совршена волја, и тоа во време кога светот се распаѓа на мали парченца до целосно уништување. Дозволете му на Духот да ве води
и нема да ги извршувате делата на телото. Тогаш ќе имате свет чист живот. Но сега, откако сте ослободени, вели Павле, од гревот и откако се поставивте во служба на Бог, го имате вашиот плод, осветувањето, а крајот вечен живот. Зашто смртта е плата за грев, но благодатниот Божи дар е вечен живот во Исус Христос, нашиот Спасител или нашиот Господ. Најпосле, браќа, бараме и ве опоменуваме во Господ Исус да изобилувате повеќе во она што го примивте од нас, како треба да живеете и да му угодувате на Бог, како што и успевате во тоа. Имено, знаете какви наредби ви дадовме во името на Господ Исус, зашто ова е Божјата волја, вашето осветување. Да се воздржувате од блудство, секој од вас да знае да го држи својот сад во светост и чест, не во похот на страст како народите кои не го познаваат Бог. Имено, тие не казнуваа за малку денови, како што им беше угодно, а Бог за наша полза, за да станеме учесници во Неговата светост. Прекрасно е кога си наново роден. Крајот е вечен живот, чист живот, светост, правда, мир, љубов. Бог нека ве благослови, почитувани слушатели. Амин.